Добро вечер. Трета сезона, 31 епизода Cyber Команда, уредовен термин 27:30 на Инфомакс YouTube каналот. Јас сум Филип Петровски. Доктор Филип Петровски. Така би требало нели по каноните на професор доктор господин другар братучет и нели. Знаете за кој се однесува. Но у принцип не сум инсистирал, доволно е, јас сум Филип Петровски. Инаку, во моментов кога ја снимаме емисијата, се уште нема официјална потврда, но ние имаме информации, да видиме дали ќе бидат точни. Во полициската станица во Скопје во Битпазар, пукање во полициска станица, тројца ранети и еден мртов. Ако се точни, за сега се неофицијални информациите. Потврдено ни е дека има пукање, имаме извори и дека има и починат и ранети. До утре ќе се знае се. Инаку снимам во петок редовно, така што до утре сабота навечер нема да може да се сокрие. Сега може да се калкулира сат, 2, 3. Екипа на Инфомакс отиде на лице место да снима, брзо ќе се знае. Како и да е, тоа е тажната македонска реалност, во која што да речеме светлост на неделата е, да, многу битна информација, која што разбуди чувство на позитивна припадност и радост кај големиот наш народ и нација. Укинати ни се визите за Обединети Арапски Емирати, како последица на многу значајната и незаобиколна посета на нашето лидерство, кое што во срцата на тамошните лидери, султани и махараджи, најде спојка која што недостасуваше за да ни ги укинат визите. Па ве молам, дигнете раце кој се израдува за укинувањето на визите. Дигнете раце кој знае кај се наоѓаат Обединети Арапски Емирати. Дигнете раце кој планира да патува во Емирати. Во Емирати или да не е некоја друга држава? Емирати, да. Не е мој случајно да ја сгрешиме државата на премиерот, да не било некоја друга држава. Дигнете раце кој планира да оди во Емиратите и дигнете раце кој планирал да оди и покрај тоа што сме имале визи. У принцип, мислам дека во публиката ќе има малку кренати раце. Но тоа не смееме да го представиме како нешто небитно. Значи, иако можеби и никој не планирал да патува, еве сега откако се симнаа визите, најверојатно ќе има голема навалица од наша страна за патување во Емиратите. Но оние со дипломатски пасоши, оние што имаат капитал кој што сака да го свртат преку странски држави. Така што, ете, тоа е големата светлина, големата радост и големото достигнување на нашата надворешна политика во последнава недела. И бидејќи 2 недели немавме епизода, заради тоа би морал да го истакнам ова за следоред, да ни остане вака за успомена и трајно сеќавање. Бидејќи толку многу се уморија во Емиратите, ете гледате, напорно било, договарале да имали визи, да немали визи. Директно од Емиратите отидоа во државните вили и 4 дена проведоа во Охрид. Се разбира секој според сопствената функција, претседателката у вилата на Тито, премиерот у премиерска, Панчев полициска вила. И има нашиот народ работел, направил за своите лидери вили, раскош. Има направено за да не се осеќаат случајно дека не се водачи на нашиот народ, нација, држава, Балкан, регионот, јужниот дел од Европа, па и пошироко. Значи има за уживање. 4 дена, 5 се работеше во Емиратите, 4-5 дена се одмараше во Охрид и значи таа фаза се затвори. Па сега за кочани што немаа време, нема, но ќе дојдем до тоа. И сега оваа недела имаше еден друг циркус, претенички прашања, работен наслов циркус,
И секогаш кога ќе кажам циркус, веруете дека мислам на пратенички прашања, бидејќи на дело гледате кога се одвиваат пратеничките прашања една стратегија за злоупотреба на седницата, значи за свртување на вниманието, за замена на тези и за тоа, бидејќи е тоа деловничка обврска, да се поставуваат глупи или поглупи прашања, во главном да се поставуваат прашања од неговите пратеници, кои што, замисли, го прашуваат пратеник од мнозинството што е избрал владата, го прашува премиерот за левица, а левица е во опозиција. Па ова го нема ни од Тунгузија. Океј, ако некој знае дека вакви прашања пратенички се поставиле во Тунгузија, ќе ве молам, просветлете ме, пратете ми линк да прочитаме, ќе се извиниме и ќе известиме во некој од наредните епизоди. Ја што поставува такви глупи прашања, него во оваа недела се надмина и неговото врховно лидерство, ајатолахот, со изнесување на сознание дека подрумот на левица не бил подрум, туку бил дуќан или кафич и дека некој од нивното раководство го работел. Значи, привредува, што би се рекло. Значи, проверувано е собственоста, правено е на лице место увид, веројатно е проверуван катастарот, па е проверуван и централниот регистар. И тоа е добро. Мене ми се допаѓа оваа темелност. Ова е прав професорски пристап. Малку е и шпиунски, ама не мора сега за шпионирање да збориме. Ова е прав професорски пристап, темелно. Анализа, индукција, дедукција, синтеза, знае професорот тоа, се све научни методи, пристап на дефинирање на проблемот, влегување во детали на проблемот, анализирање, растурање во делови, составување, извлекување на заклучоци и така натаму. Пак ќе речам, знае професорот и сега покажа дека стварно е професор, дека можеби не е толку изразена протекцијата на катедрата кај стариот му негов. Сега, ако може, мала сугестија, мала вака ко професор на професор, добацка. Сега, а да пробате вака исто да истражите и за Кочани, да видите чија е собственоста. Дали била блокирана фирмата, кој направил нова фирма, кога почнала да работи, кој бил надлежен тогаш, полицаец, инспектор, пазарна, УЈП, да ги најдете тие работи. Гледате дека ако се заинтересирате, можете да ги најдете. Гледате дека лесно е се проверува катастар, регистар, УЈП, ваму, таму, лево, десно ќе се најдат. Бидејќи пројдоа и 40 дена кои што за срамота не ги одбележавте ни со минута молчење во собранието. Не ги одбележавте како да се случило во, ајде, пошто работам со Тунгузија, нека биде Тунгузија и во овој случај. Не покажавте чувство дека барем малку ви е незгодно за настанот, но покажувате едно игнорантство кое што јасно ве демаскира дека се работи за обид луѓето да заборават. Значи да заборават дека се случил настанот, да мислат на Емирати, да мислат на симнати визи, да мислат на дуќанот или кафичот на левица и така натаму. И тоа, затоа реков, одличен пристап кон деконструкцијата на големиот имот на левица. Нема врска вие што имате 100 пати поголем имот и што ја барем мислам дека е криминално стекнат, а има нели и истрага за тоа. Има и докази, само што бидејќи вие сте политички моќни, правите тоа да застари. Имам и една молба, ако позволите, мала една молбичка, да примените ваков
темелен пристап кон случајот со Делчевски ниви, каде што луѓе од вашето блиско обкружување, професоре, се умешани во криминал кој што е над €1.000.000. Криминалот е евидентиран, трансакциите се евидентирани, точно се знае парите од кај тргнале до кај стигнале, има истрага, целосно е заокружен случајот и во таа истрага поише од јасно е дека државата е оплячкана. Делчево е одличен, Делчевските ниви се одличен пример, одлична можност да покажете како успешно ќе решите еден случај на голем криминал, на крадење на државни пари. И ќе расчистите со голема корупција. Странска фирма, преку државни пари, народни пари, финансира политичка партија. Тоа мислам дека би требало да ви биде една од основите да ни покажете колку сте објективни. Исто може и на обвинителството, бидејќи небулозно е да се отврли еден таков голем криминал поради тоа што владиниот повереник, во случајот човек на Заев, за кој што вие го напаѓате, со кој што чудесно имате некои неразјаснети комуникации, човекот на Заев се предомислил и ја повлекол изјавата. Еве, вие како супер објективен и многу реален народен лидер, треба да ни докажете дека не се битни изјавите. Трансакциите се битни. И тоа од кај тргнале парите и кај завршиле. И за тоа да не известите на наредните пратенички прашања. И така мислам дека ќе бидеме во една незгодна ситуација. Ќе може овие предвремени избори што ги најавувате да ги победите и со 70 пратеници. Умеѓувреме, само уште еден предлог, бидејќи гледам дека собранието се занимава со се, само не со народните интереси, а е народно собрание. И бидејќи гледам дека има организирана државна пропаганда дека ово рек Битола што се случува тие прашини што летаат не биле опасни, немало радијација, најнормално било, тоа било, како да ви кажам, за добро утро, за да ни докажете дека стварно верувате во тоа што ни го сервирате како државна пропаганда, да одржите една седница со неколку продолженија, бидејќи си ги сецкате седниците за да имате во повеќе денови дневници, да ја одржите во рек Битола, во присуство на камери. Еве сега овие што ќе се жртвуваат со камерите може да носат маски, ама вие бидејќи зборувате дека нема отровна прашина, во присуство на камери на отворено да јадете, да пиете вода од тој регион, за да не уверите дека стварно е тоа точно како што ни го сервирате преку средствата за масовно перење на мозокот. Воспротивно, мислам дека никој нема да ви верува. И последно, мислам дека заканата за предвремени избори нема никој да ја свати сериозно, оти не се баш после Македонија повторно твоја и Македонија повторно горда расположението и вербата на сите оние што сака да го казнат СДСМ баш исти како на 8 мај лани. Но, ајде пробајте, може да ќе биде интересно да се следат дупли избори. Очигледно дека имате потреба да ги мотивирате државните функционери да почнат да работат со членовите, со местните комитети, да нели шират верзијата за Македонија повторно твоја, Македонија повторно горда, радијација и опасен чад нема нигде, Кочани можда и не се случило, ќе биде секако што нели ветувавте во програмата 1198. Македонија, ветената земја каде што тече мед и млеко. Или не? Ова беше 31-та епизода од третата сезона
на Cyber Команда, 85-6 епизода вкупно. Гледајте редовно, погледајте ги, подкастот е издвоен на Infomax YouTube каналот, ако ви треба да се подсетите на некои од емисиите. Отворете го мојот вебсайт filipetrovski.mk, следете ме на Facebook, таму имам често и кратки видеа и на други теми. И никош не заборавајте, за се што ни се случува, виновни сме ние самите.